Вести на Канал 8. Нов обид за пуштање во оптек фалсификувани банкноти во Кочани открија надлежните полициски истражни органи. Против 59-годишното лице кое сакало нелегалните пари да ги стави во банка, полицијата поднесе соодветна пријава. Кривична пријава заработи лице од Кочани поради пуштање во оптек фалсификувани пари. Измамата била откриена при обид парите да ги стави на сопствената сметка во банка. Според полициски извори, надворешната канцеларија за криминални работи од Кочани поднела кривична пријава против 59-годишниот кочанец МД. Против него имало основани сомневања дека сторил кривично дело фалсификување пари. Имено, пријавениот, со намера да се стекне со противправна имотна корист, набавил 6 фалсификувани банкноти во апоениот по 100 евра и на 13 јули годинава отишол во една од банките во Кочани со намера парите да ги уплати на сметка. При тоа, за да не биде сомнителен во постапката, тој ги измешал фалсификуваните со оригинални банкноти и ги пријавил на шалтерот за уплаќање на неговата девизна сметка. При рутинската контрола на парите, банкарскиот работник се посомневал во нивната исправност и случајот го пријавил кај претпоставените. По откривањето на обидот за измама, надлежните органи спровели истрага, пошто против МД е поднесена кривичната пријава. Општина Кочани ќе вложи близу 270.000 евра за да продолжи изградбата на локалните патни правци кон Лешки и Јастребник. Во моментов тече тендерската постапка за избор на изведувач, кој треба да подготви и асфалтира дел од коловозот кон двете планински села. Измет од домашни миленици насекаде во градот. Улици, тротоари, паркови, игралишта и други зелени површини во Кочани се полни со измет од кучиња. Неретко измет од миленици може да се забележи и пред домовите на граѓаните, кои револтирано излегоа пред камерата на Канал 8 и бараат проблемот да се санира. Секој ден пред мојата куќа на тротоарот обавезно има измет од кучиња и од скитници, исто и од имателите, од сограѓаните кои ги чуваат кучињата и намерно ги изнесуваат во градот, на тротоарот, покрај реката, во градскиот парк и секој дневно ја гледаме една слика недобра за градот, во која измет има на секој ќош. Па и потенцијално опасно за зараза и недобра слика измет на секое место, дека да појдеш во градот, пред продавници, на тротоари, покрај река, пред школи, секаде измет. Има исто тука децата нонстоп си играт и они дојдат и со кучиња и кучињата тука си вршат измета, а децата си играт. Децата него ни приметуваат тоа, децата не се ништо виновни. Исто и кучињата не се виновни. Лошата слика прават со граѓаните, односно имателите на кучињата. Со оглед на тоа што во западните земји ваквата појава е казнива со закон и не е дозволиво вака да се загадува околината, граѓаните предлагаат собствениците кои своите миленици си ги носат на прошетка, со себе да носат лопатка и метла, за да можат да го соберат изметот што го оставаат нивните кучиња. Граѓаните додаваат дека не се виновни кучињата, туку собствениците оти не чистат по своите миленици. Со граѓаните треба по моје да си носат лопатки и да си го чистат изметот и да го фрлат на места каде што одредено за тоа. Иначе во градот има многу лоша слика. Повеќе пати сум се обраќал до имателите на кучињата, меѓутоа од нив добивам поградни зборови дека они се попаметни, дека се почисти. Не може воопшто да се разговара со нив. Изметот од кучињата што го има насекаде може да представува потенцијална опасност за ширење на зарази, посебно кај најмалите кои си играат во парковите и не внимаваат на изметот кој го има насекаде. Улиците, тротоарите покрај реката, детските паркови, игралиштата, зелените површини секојдневно се полни со измет од домашни миленици. Граѓаните кои неретко ја забележуваат ваквата нехигиена се жалат дека може да се појави некаква зараза. Вината ја бараат кај собствениците на кучињата, кои што потребно е да го чистат изметот што го оставаат нивните миленици. Над 16,5 милиони денари планира да потроши локалната самоуправа на Кочани за продолжување на сообраќајното поврзување на селата Лешки и Јастребник. Тоа е дел од реализацијата на годишната програма за реконструкција и изградба на локални патишта и улици во општината. Со 1/3 од парите се предвидува да се доизгради уште околу половина километар од патот кон Лешки, на кој веќе имаше градежни активности на средината од оваа година.
Според техничката документација за проектот, треба да се направат подготвителни земјени работи и асфалтирање на коловозот со широчина од 3,5 метри. Освен тоа, ќе бидат изградени и странични банкини со широчина од половина метар, како и придружни елементи, односно риголи со бетонски рабници. До целосното комплетирање и асфалтно поврзување на Лешки со патот кон Пониква ќе остане околу половина километар, односно делницата што поради конфигурацијата на теренот е потешко пристапна за патнички возила. Остатокот од планираните пари ќе се вложат во патниот правец кон Јастребник, каде се предвидува да се изгради и асфалтира коловоз во должина од над 1 километар. Слично како и за претходната делница, и овде треба да се вклучат придружните елементи, како и пропуст за атмосферската вода. Двата проекти за поврзување на регионалниот пат Р519 со Лешки и со Јастребник, претходно со согласност од Советот на општината, добија статус на приоритетни, со што се овозможи општина Кочани да аплицира до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој за добивање на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година преку мерката 321 подобрување на квалитет на животот во руралните средини. Во моментот тече рокот на тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи, а крајниот рок за пријавување на заинтересираните фирми е до 21, односно 23 септември. Разладни уреди за потребите на Општа болница Кочани донираше компанијата Жито Маркети. Помошта е добредојдена за Кочанската болница и уредите ќе бидат поставени во болничките оделенија, како и во амбулантно-поликлиничкиот дел. Донацијата е дел од кампањата на Жито Маркети "Навика да добивам повеќе". Компанијата Жито Маркети донираше 5 клима уреди за потребите на Општата болница Кочани. Со оваа донација Жито Маркети успешно ја заврши својата трета донаторска акција од кампањата "Навика да добивам повеќе". Донацијата е дел од големиот хуманитарен проект на Жито Маркети, што на секои 4 месеци се спроведуваат општествено полезни активности во општините каде што компанијата функционира со своји продажни објекти. Ваквите донаторски акции оставаат отворена можност директно да се помогне во локалните средини. Граѓаните на Кочани се лојални на Жито Маркети и затоа ќе следуваат и други донации, рече одговорниот менаџер на Жито Маркети Стојан Четодоровски. Грижата кон граѓаните е наша обврска, меѓутоа од друга страна лојалноста која граѓаните ја покажуваат кон брендот на Жито Маркети за нас е дополнителен стимул да продолжиме да помагаме онаму каде што тоа е најпотребно. Денеска сме тука во Општата болница во Кочани да дадеме донации од разладни клима уреди како еден неопходни апарати во секојдневното функционирање на болницата. Се надевам дека и во иднина нашата кампања "Навика да добивам повеќе" ќе продолжи со исто темпо и во прилика сакам да им се заблагодарам на сите граѓани кои активно се вклучи во оваа кампања за да може да продолжиме да донираме во повеќе здравствени и социјални установи секаде каде што сме присутни во сите општини из Македонија. Директорот на болницата Дејан Апостоловски и се заблагодари на компанијата за врачената донација и истакна дека клима уредите ќе придонесат за подобра работа на персоналот кој работи во болницата, како и за поголема удобност на пациентите. Самите клима уреди ќе бидат распоредени во болничките оделенија и во амбулантно-поликлинички оддел, бидејќи самата болница располага со огромен обем на работа. Имено од 2014 година ја завршивме со преку 70.000 пациенти поминати во болничките и во амбулантно-поликлиничките делови на болницата. Самите клима уреди ќе придонесат за подобри услови на работа на самиот персонал, значи на самите доктори, медицински сестри и на самите пациенти кои што доаѓаат на преглед или се хоспитализирани во Општа болница Кочани. Значи самите знаете колку ви се веќе надворешните температури, особено ни се потребни во овие топли денови за да имаме една пријатна атмосфера во самите простории на Општа болница Кочани. Оваа донација, која што е трета по ред, веднаш по донациите во болницата во Велес и Кичево, е позитивен пример и поттик до сите приватни субјекти да донираат во здравствените институции, за да можат болничките установи да остваруваат подобри услови како за вработените, така и за пациентите. Оваа донација на Жито Маркети е воедно и апел до сите граѓани да дојдат и да си ја подигнат својата бесплатна лојална картичка од било кој Жито Маркет во Македонија и со тоа да учествуваат во кампањата. Покрај попустите и промоциите што ги нуди картичката, лојалните купувачи со неја ќе може да помогнат и во решавањето на конкретни проблеми што го засегаат општеството во кое живеат.
Распишан е меѓународниот конкурс за карикатура в пресрет на фестивалот in Vinica Veritas. Ова е 7-о издание на фестивалот, што годинава, освен по високиот квалитет, ќе понуди и бројни дополнителни содржини. Пресрет на 7-миот фестивал на хумор и сатира in Vinica Veritas, Домот на културата Тошо Арсов го распиша меѓународниот конкурс за карикатура на тема Светот е мал. За ова фестивалско издание од поодамна беше најавена богата програма, работилници со карикатури, промоција на нови дела од познати афористичари, како и гостување на звучни актерски имиња. Концептот на самиот фестивал расте односно квалитетот расте од година во година, па затоа и концептот на овој фестивал ќе биде според нас уште подобар од претходните години. Значи од небалканското подрачје, значи можеби малку на неразбирив јазик, но за сега нема да откривам. Театрот е широка форма која при добар текст и добар режисер, значи публиката ќе се снајде во следењето на овие представи. Што се однесува до главниот фестивалски настан, конкурсот на карикатура, според условите, еден автор може да учествува со најмногу 3 карикатури, кои што може да се достават електронски или по пошта. Нивната големина треба да биде во А4 формат, резолуција од 300 точки на инч, во боја или во црно-бела техника. Како што информираше директорот на Домот на културата Славко Данев, наградите ќе бидат во висина од 300, 200 и 100 евра. Конкурсот ќе трае до 2 октомври, а прогласувањето на најдобрите ќе биде на отворањето на фестивалот. Годинешното издание ќе се одржи од 19 до 23 октомври. Жирито кое ќе одлучува за изборот на карикатурите ќе биде во интернационален состав: Саша Димитриевиќ, карикатурист од Србија, Ивајло Цветков, карикатурист од Бугарија и Блаже Докуле од Македонија. Јазичниот центар Амичи ги прошири работните простори на нова атрактивна локација. Покрај досегашните редовни активности, во Амичи се воведува и дневен центар со обука за англиски јазик за најмладите. По повод 10 годишнината од постоењето на јазичниот центар Амичи, на скромна свеченост беа предадени во употреба нови работни простории. Станува збор за современо и функционално уреден простор, што соодветно одговара на потребите за едукација и дневен престој на најмладите посетители. Новите простории се сместени во новоизградената зграда во близина на досегашната локација на центарот и овозможуваат проширување на активностите и услугите што се нудат. Се работи за докомплетирање на детскиот едукативен центар Амичи Kids, во кој се воведуваат новитети за најмладите посетители, со кои ќе се работи на физичкиот и психичкиот развој. Сега имаме 2 детски простории во кои дечињата ќе можат да ги одвиваат своите активности. Продолжуваме со курсевите по креативност за фин моторен развој на дечињата. Исто така продолжуваме и со курсот за логички игри и броеви за когнитивен развој кај дечињата. Како новитет воведовме физички вежби и модерни танци, односно музикотерапија, на кои дечињата ќе можат да ја развиваат рамнотежата на телото, координација, акомодација на очите и така натаму. Освен на физичкиот развој, со дечињата во Амичи ќе се работи и на нивниот психички напредок, како и на изучувањето англиски јазик. За таа цел ќе се искористат новите простори во кои децата ќе добијат целодневно згрижување. Од оваа година започнуваме и со англиски дневен центар за прво и второ оделение, што подразбира згрижување на дечињата пред и после училиште, со тоа што овде дечињата ќе имаат интензивен курс по англиски јазик, односно целата настава ќе се одвива на англиски јазик. Пишувањето домашно се разбира, само и активностите кои се однесуваат на училиштето ќе бидат на македонски јазик за подобро да се изреализираат. Ќе имаат појадок и ручек и ужинка после училиште. Јазичниот центар Амичи, како и досега, ќе продолжи со организирањето курсеви за деца од предучилишна возраст и за деца од прво до 9 одделение, курсеви за средношколци, како и интензивни курсеви за возрастни за изучување странски јазици. Заинтересираните граѓани имаат можност овде да научат англиски, германски, италијански, француски и шпански јазик. Петок во Виничката библиотека ќе се одржи промоција на книгата «Како ги заработив првите пари» од Александра Велинова.
Станува збор за серија интервјуа со познати личности кои авторката, која е воедно и новинар, ги реализирала на оваа тема, со цел да ги доближи начините за градење кариера. Петок, 4 септември, точно напладне, во библиотеката Ванчо Праке во Виница ќе се одржи промоција на последната книга од Александра Велинова, насловена "Како ги заработив првите пари". Книгата содржи интервјуа со 70 јавни личности, политичари, дипломати, уметници, спортисти, кои покрај тоа што ексклузивно ја раскажуваат својата приказна за првите заработени пари, имаат јасни пораки до младите во поглед на градењето на кариерата. За 4 месеци, откако е објавена книгата, првиот тираж веќе е распродаден, а предпечатен е и втор. Книгата е дел од градските и училишни библиотеки во Скопје, Кочани, Велеска, Вадарци, Неготино, Охрид, Битола, Прилеп, Струмица, Берово, Пехчево, Делчево, Крушево, Кичево и Македонски Брод. Промоцијата во Виница ќе се одржи на покана од Виничката библиотека. Авторката Велинова вели дека не очекувала толкав интерес од страна на читателската публика. По промоцијата на книгата во библиотеката во Велес во рамки на манифестацијата Велес град на културата следува промоцијата во Виница, а авторката за предстојниот период веќе добила покани и од други културни институции од повеќе градови. Александра Велинова е дипломец на Правниот факултет во Скопје, одсек новинарство, а на пошироката јавност е позната како водител на утринската програма на телевизијата Алфа. Освен на "Како ги заработив првите пари", таа е автор и на "Стапки во пустина" и на дебитантската книга "Одното на душата". Следува спортската информација. Се уште е непознато во колку кошаркарски лиги Кочаник има свој представник сезонава. Договорите се водат во Кошаркарската федерација на Македонија, која ги поставува условите за учество во надпреварувањата. Со исклучок на една, се уште останува да се расчистат бројните дилеми со колку екипи ќе се надпреварува баскет Дино во предстојната кошаркарска сезона. Третата лига нема да постои, бидејќи се пријавиле недоволен број екипи за учество. Тоа директно ќе го одведе баскет Дино во втората лига, што е мечкина услуга за кочанската екипа, бидејќи таму конкуренцијата е пресилна, а трошоците превисоки. Само котизацијата изнесува 5000 евра. Минатата дебитантска сезона во втората лига, баскет Дино ја заврши неславно на последната позиција од табелата. Подготовките за новата сезона доцнат на Кошаркарската федерација, домашните лиги веројатно во моментов не и се приоритет. Високо на листата на агендата може да се наоѓа само надпреварувањето во првата македонска лига, но освен техничките рутински формалности, целото внимание на федерацијата и на кошаркарската јавност е насочено кон настапот на репрезентацијата на Европското првенство што ќе започне за само неколку дена. Што се однесува до локалната кошарка, таа со години наназад не е атрактивна за пошироката јавност поради слабиот квалитет, но баскет Дино е редок пример како ентузијастички и со многу труд може барем да се фигурира во спортот, а може би и да се одгледа некој кошаркарски талент од мали нозе. Уплата за котизација од 1000 евра е услов за учество и во младинските лиги сезонава. Воколку такви баскет Динок има представник и дали ќе се надпреварува во втората лига, ќе се знае идната недела.
Вестите завршија, ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.